Заврши процесот на запишување на ученици во основните училишта во општина Тетово. И оваа година во селото Вашала во районот на Малесија не е запишано ниту едно прваче, поради што училиштето во ова село ќе остане затворено. Во соседното село Бозовце пак се запишани само 20 ученици во прво одделение, со што вкупниот број на ученици во сите паралелки во ова село изнесува само 6. Сепак, според директорот на основното училиште Беса, Шефеет Рамадани, овие издвоени паралелки ќе продолжат да функционираат со посебна одлука како заштитени училишта. Në shkollën Besa në Veshall kemi pak probleme për shkak të shpërnguljes së nxënësve dhe atje nuk kemi të regjistruar asnjë nxënës, ndërsa në shkollën tjetër periferike të fshatit Bozovc kemi të regjistruar 2 nxënës në klasën e parë, 3 nxënës që kemi në klasën e tretë dhe 1 nxënës që kemi në klasën e 9. Kështu që shkollat janë në suazat të mbrojtjes për shkak se gjenden në distancë të largët, janë fshatna malore dhe janë të mbrojtura, kështu që do të funksionojnë, për momentin do të funksionojnë si klasa. Од секторот за образование на општина Тетово информираа дека и покрај драстичниот пад на бројките во планинските села, на ниво на општината бројот на запишани првачиња останува ист како минатата учебна година. Dhe sa i përket numrave në krahasim me vitin e kaluar, ku e dini që ka qenë trend vit pas viti ku kemi pasur ulje të numrit të nxënësve, duke theksuar që nga viti 2021 e këndej, për fat mirë këtë vit në krahasim me vitin shkollor 2025-2026 nuk kemi ndonjë ndryshim drastik të numrave, parafërsisht janë numrat njëjtë të nxënësve në школат филоре. Дека Западна Македонија, поточно районот Малесија, се соочува со голем демографски пад, покажува и состојбата во селото Шипковица, најголемото населено место во оваа област, каде што оваа година се запишани само 8 ученици во прво одделение. Оддалеченоста од градот, недостигот на перспектива во сточарството и земјоделството, како и интензивното иселување кон странските земји, од година во година ги празнат планинските села. Иако општина Тетово пред неколку месеци обезбеди бесплатен превоз за жителите на Вешала и Бозовце, оваа мерка не успеа да го запре трендот на иселување на младите семејства.